Почитувани гледачи на телевизија Телма, ве поздравувам и ви посакувам топло добре дојде во новото издание на Ферплей. Ви благодарам за довербата со која што и овој пат не следите. Имаме еден убав, празничен и продолжен викенд, па посакувам темите кои што денеска ги одбравме за вас да бидат нешто кое што ќе ви се допадне и ќе го задржи вашето внимание. Ви нудиме две теми, но стартуваме со еден свечен и убав настан кој што ја одбележа оваа седмица кај нас. Во хотелот Александар Палас во Скопје се случи свечена и убава промоција на документарниот филм посветен на животот и кариерата на едно од нашите најголеми спортски и фудбалски легенди Дарко Панчев. Овој настан на едно исто место собра голем број на личности кои што се дел од нашиот јавен живот и спортска сцена, меѓутоа во Скопје допатува и му укажа чест на Дарко Панчев, неговите некогашни колеги, екс-ју фудбалските звезди и со играчи негови во фудбалскиот клуб Црвена звезда. Овој документарец го изработија Спорт клуб, Спорт нетворк и Македонското спортско радио и представува само една своевидна најава на серијалот кој што од месец септември ќе се емитува на Спорт клуб. Навистина многу емоции, позитивна атмосфера, прекрасни луѓе, сето тоа го забележа нашата камера и нашата екипа, а со задоволство во продолжение ви пренесуваме дел од впечатоците на блиските луѓе и соработници на Дарко Панчев. Гледајќи и публиката која стана и целиот аплауз што го добивме, мислам дека им се допадна филмот стварно. Имаше убави моменти, некои се сетија на тие времиња кога оделе на стадион, така да мислам дека направивме на убава вечер, прекрасна вечер. Пред се поздрав до вас и до вашата емисија. Многу ми е мило што после не знам колку години веќе и јас пред тебе камерите да се појавам. Многу ми е мило што се случи сето ова, импресиите можеби се уште знаете како велат кога ќе дојдете, кога ќе стивне све, кога ќе се прибереме дома, тогаш ќе ги говориме. Иако секогаш со морници на рацете, не само кога се работи за ваков документарец, туку секој погледан гол на Дарко, кога ќе го погледнам јас посебно на тој во бари, значи емоциите не можам да ги сокријам на вистина и морам да кажам едноставно дека се гордеам што си го имам Даре покрај себе. Дали ви беше тешко во текот на снимањата? Не беше многу тешко, едино што беше го снимавме неколку пати во период кој беше многу топло. Знаеме ние си ту Скопје кој е топло како е. И тоа малце ни пречеше, иначе во принцип јас сум научен, не ми е проблем. Има ли некој дел што најемотивно го доживувате и вака кога својата приказна ја гледате од другата страна? Ба сигурно емотивен дел е оној кога растевме како деца, како што и кажа во филмот, тоа се најубави времиња. Нели, играш со децата през града, се запознаваш, први симпатии и така натака. Тоа се работи кои сите ние ги паметиме. Супер емисија, супер филм. А Дарко ко Дарко, од дете го воде фактички. Јас сум 10 години постар од него. Меѓутоа живеевме во исто мало во Киселово, во иста улица. Ме знаеше мене, јас прво имец, он младинец. Јас го следев. Учеше во Кирил, во основното. И експлозија направи еден тренер Вукашин Вишјевац. Буквално ми нареди да го земам цимер. Сега 10 годишна разлика, меѓутоа извореден дечко.
вечерва беше, мислам дека првата вечер каде што мене и на сестра ми се отвори очите ствари кои не на татко и како што почна филмот више почна да ни се насолзуваат очите и мислам дека имавме преубаво чувство за се што видовме и едва чекам да го видам филмот вкупен како ќе биде за неколку месеци. Не верував дека ќе ми се случи Дарко Панчев во животот, иако мора да ви кажам дека јас сум во машко друштво растена. И многу пати го имам како дете споменувано неговото име, дури на маскембали си имам облекувано и во дрес фудбалски, она на тапка кога игравме со нели картички за во албум, па се сеќавам јас кога го имав Дарко, го менував за други. Не знам колку сликички повеќе, значи, така да го имав спомнувано многу често во животот и кога дојде првиот момент јас и он да се запознаеме, мислам дека како бумеранг ми се врати целиот филм наназад. Најтешката улога има он центарфор, зависи од сите. 10 души гужва во 16. Нема тоа уиграност, ко се знаеш и приватно, затоа голови даваше од кај ќе стигне. Мислам, во тоа време немаше, во Европа, не во Југославија. Ваков центарфор шо викам. На димак од Кобра, како што е мојот камиказа, најдобро му стои. Сите се важни, тимска работа е. Меѓутоа, гол да дадаш за да земеш премија е можеш да си убав, да трчаш, меѓутоа ти треба човек што ќе ти отвори резултата, тоа е Дарко Панчев. Ќе ти откриам една тајна, значи јас сум страстен навивач на Вардар, ама кога Дарко отиде во Црвена звезда, потајно навивав за Црвена звезда, а во себе го носе Вардар. Дарко! Ние се радувавме, наравно, и кога играше тој во светски клубови. Исто и он се радуваше и денеска ние сме пријатели. Супер е тоа што вашите некогашни соиграчи, а и се уште пријатели, направија чест и вечерва да се овде. Не само што се дел од филмот. Ги почастивте ручок прво да прашам, рекоа дека така е редот. Нишлијата само збори, а иначе он знае дека кај мене има отворена карта за ручек. Секогаш он сака тавче графе, некојаш така да следниот пат и дома ќе го направиме со Маја, пак ќе му даеме. Не, се слагам со тебе. Стварно, секоја чест што дојде, ни направија голема чест, не само на мене, на целата македонска спортска јавност, да ти дојдат не такви легенди како Стојковиќ, како Савичевиќ и сите други што беа, навистина прекрасен потез од нив, но и тоа покажува колку сме биле заедно, сме се дружеле, сме живееле, така да и тоа е, да кажем, еден начин на покажување на тоа што сме биле помеѓу нас. Драго ми е што сам имал прилику да вечерас овде будем. Сигурно да е Дарко Панчев заслужио да има еден овакав филм, jer je on obilježio jedno vrijeme igranja fudbala kako u periodu dokle je bio član Skopskog Vardara i kasnije zajednički snagama kad smo zajedno krčili i pravili slavu fudbalskom klubu Crvenoj zvezdi u kojoj smo osvojili i kup šampiona, interkontinentalni kup, gdje je Darko dao veliki pečat za osvajanje ta dva velika trofeja u istoriji Crvene zvezde. Tako da je Darko zaslužio da ima jedan ovakav film i da nešto ostane poslije njega, jer je Darko najbolji igrač u istoriji makedonskog fudbala. Разни фудбалери, разни карактери. Он е спортски дрскост невидена, без трема. Сега не дознав дали е тоа од страв или кој го шише. Пример, ти доаѓа звезда, другите карантин не спијат. Он пее песни, кај мене ќе дадам 2 голова, се не се секирај. Знаете што забележав? Не ве критикуваа многу и не кажа дали сте знаеле да ги нервирате понекогаш на терен, особено кога станува збор за одлука вие да шутирате. Имало несогласување? Верувај ми, пошто они беа многу добри техничари, поише они ме нервираа мене, него ја нив и сум знаел да им свикам, да бидат поедноставни во таа игра, да даеме побрзо гол, ама сите беа стварно ептен јаки играчи на топка, и Савичевиќ, и Роби Просенечки, и Пикси, така да ја ги разбирам, они кои ќе ја земе, ја не ја даваа на никого.
А ја како голгетерија секогаш гледам тоа да го решам побрзо и идеме на центар да славиме. Па јас сам ga dobro razumio, tako da hoću da kažem ono što sam rekao i u filmu, da sam imao dobru saradnju sa njim i nekako mi je odgovaralo da igram sa njim i to je centarfor s kojim sam imao najbolju saradnju. Dok sam igrao sam sa mnogo dobrim igračima kasnije u Milano. Што е тоа што најчесто го прави Дарко Панчев со своите ќерки, нели оној однос татко-ќерка, секогаш е посебен, но имате ли нешто што ви омилена активност да правите заедно места каде што сакате да одите? Па, често пати имаме во дневната PlayStation, знаеме фамилиарно да се собираме сите, да играме, се собираме, седиме сите заедно, често многу се шегува, се смееме по цели денови и тоа мислам дека е едно од работите што ги правиме почесто со него и што е интересно. За исти клубови навивате или за различни? За исти. Мора исти. Он секогаш ни кажува така, тие се добри, ние тука се содржиме на тоа. Животот со Дарко е толку интересен, така да не можам буквално да размислувам апсолутно за ништо, туку да уживам во сето она што ми се случува покрај него и моите две прекрасни ќерки, така да никогаш не би менувала и кога би посакала да се врати времето, би посакала да е исто. Според мене, тато може некогаш да е пофин, ама во врска со давање совети и ние сме премногу отворени со нив, мислам дека ми е многу мило што имам таа чест да имам и со двајцата, така да се предобри родители, нема никаква замерка за нив, јас барам. Така, исто можам да кажам дека никогаш не би ги двоела како родители, значи кога идем се отвориме за било што, секогаш се тука за нас и секогаш ни ги даваат правилните совети и навистина сме горди, ета да се каже дека имаме такви родители. Мама е построга некогаш, ама супер си. Јас едини го викам не Кобра, не Дарко, Копач. Тој кога почнуваше ќе даде голама и бусен се подигаше Копач. Даре викам, тебе ти одговара француска, шпанска или германска, 200 гола ќе даде. На моабити тоа. Читам Интер. А Интер ти е клуб кај што е легендата бекот. Може да замислиш, не напаѓач. Секаде е десетка. Интер е цел живот. Звезди се одбрамбени. Комуницирам. Јас викам, уживај, ти има завис и запамти, викам, една реченица. 1.000.000 гола да дадаш од Италија, си странец. Дали може би има некоја важна работа која што така е негова значајна карактеристика, а може би ние вечерва не ја видовме или слушнавме, да ја пропуштиле, така? Скромноста. Скромноста кај Дарко, иако е најголемата особина. И многу често во нашите интервјуа го говориме тоа патријархално воспитување од нашите родители, кое што верувам исто не воспитали и тоа не спои. Така да би кажала дека скромност е и пред се човек кој што навистина знае да помогне секому, знае да те насме, знае да навистина да биде човек за све. Убаво и помладите генерации да видат дека и некој од Македонија со работа, со талент, со труд може да успее во светот и да направи нешто, така да верувам дека тоа ќе биде мотивација за нив сигурно. С убави впечатоци од убава премиера сега се селиме на една друга тема. Па така фудбалот го менуваме со триатлон. Дисциплината во која што не е важна вашата возраст, ниту е важно дали сте машко или женско, но исклучително е важно да бидете дисциплинирани, редовно и вредно да работите и да имате челична волја. Големиот триатлон кој што ќе се одржи овој месец во Скопје го најавуваме токму со две вакви личности кои што се триатлонци. Како се стекнуваате добри перформанси, паралелно во сите дисциплини на триатлонот, трчање, пливање и возење велосипед? Има ли во Македонија перспективни триатлонци?
Зошто Ironman надпреварувањето е најпрестижно во триатлон конкуренцијата. Дознаваме и како течат последните подготовки за меѓународниот триоџи триатлон во Скопје. Гости во Ферплей со Јана се триатлонката Магдалена Станковска и триатлонецот и тренер Данчо Ѓоргиевски. Моите денешни гости, Магдалена и Данчо, не се прв пат во студиото на Ферплей. Темата на која зборувавме пред речиси една година, што мене не ми се верува дека толку брзо помина, е истата, меѓутоа во светот на спортистите една година и не е така малку. Верувам дека се случиле промени, тоа позитивни што се однесува до нивната работа, но како и да е заеднички ќе зборуваме за триатлон, за тоа како можеби и вие можете да станете дел од оваа заедница и како можете да учествувате на убавиот настан кој што веќе е обележје кога станува збор нашиот град и месец мај во Скопје. Магдалена и Данчо, добре дојдовте во емисијата. Добре дојдовме. Како сте? Дали сте добри и дали течат во добар ред оние финални подготовки пред настанот што знам дека за вас е голем и ви значи? Супер сме и течат одлично подготовките. Звучи како да е подготвена за тоа што и престои ќе видиме. Данчо? Први за Магдалена, да, изработи една, да кажеме, продуктивна зима, со многу тренинзи, со баји кампови, така да се надеваме дека тоа ќе се покаже и на трките кои доаѓаат, односно сега ни почнува сезоната за нас триатлонците. Па ќе видиме. За самата трка, све оди како треба. Најбитно е што интересот е уште поголем од лани, што е обврска за нас и поголема одговорност, а од друга страна е убаво што се гледа дека, да кажеме, спортот станува се поблизок до нашиот народ, до нашите луѓе, до обичните луѓе, кажам, не дека се повеќе имаме, ние што ги викаме рекреативци, луѓе кои сакаат да го пробаат спортот, така да ќе биде убава трка, ќе биде убав ден за сите нас. Да, се надам се ќе помине како треба. Јас се надевам дека временските услови конечно ќе се стабилизираат и ќе бидат на ваша страна. Прочитав да го надополнам ова што го кажа, еден интересен статус кај тебе на социјалните мрежи. За нас триатлонците, тоа што човек ќе го посее во зима, тоа ќе го жне кога ќе дојдат потоплите месеци. Што тоа значи? Малку попрецизно објаснете ми како изгледаат за вас студените месеци, што тогаш е екстремно напорно. На тренинг? На жалост или на среќа, како што кажа Фона, во триатлонот тренингот е у зима, што е малку спротивно пошто е летен спорт. Значи спорт кај што треба да си надвор цело време, за да го тренираш, освен базенот што може си внатре. Но она што нарекуваме ние база у триатлонци, значи она што е корот на тренингот се прави у зима. Затоа тие што се попрофесионално ориентирани од спортот или она баш елитата, зимните месеци се некаде на топло, најчесто се Канарски острови, Шпанија, Португалија, Америка, пустините, така да ние се пригодувани бевме у Грција, така да топло ни беше, али е битно зима да се изработи во обем најмногу, за да кога ќе дојде пролет и лето да може да се тркаме, кај што се тренизите пократки, но поинтензивни. Магдалена, пошто ќе ја памти зимата, во смисла имаше ли конкретен дел од твојот личен перформанс, кој што ти лично имаше за цел да го подобриш во споредба со минатогодишните резултати? И конкретно кажи ми, дали некоја дисциплина која што најтешко ти оди или секаде подеднакво се вложуваше напред? Најтешко дефинитивно ми оди точакот, ама работам на тоа, а оваа зима се фокусирав најмногу на трчањето, техниката да ја подобрам. И го достигнав до некој степен тоа што го сакам, ама има уште работа. Верувам ќе ја следат оваа емисија голем број родители. Секогаш се радувам кога ги инспирираме нивните деца да ги поттикнат и да спортуваат и да ги поддржат во тоа. Сега веројатно прво прашање би било како јас ќе почнам со триатлон. Имам 3 дисциплини, дали треба наеднаш да бидам подготвен со опрема и на секој начин, или се почнува со една дисциплина, па тоа потоа се развива. Како оди? Кажете ми, какви беа вашите почетоци? Јас имав повреда во коленото и од ракомет дојдов ова го раскажува Флани. И почнав со пливање. Само пливање беше, добро. И бев на пливање 2 месеци, мислам дека, и после отидов на припреми во Стења, на прв надпревар триатлон и се заљубив во спортот и продолжив. А почнав со обичен точак, со патики од ракомет,
Без опрема бе. Значи добро, има и шеги на оваа тема дека мора велосипедот да биде специјален, па патиките по опремата, не, тоа паѓа во вода, така за старт зборувам. Да. Најчесто почетокот е дека, како што кажа Магдалена, е пливањето. Дури за age групери, за рекреативциве, една шпринт дистанца ќе му кажеш некому дека треба да истрча 5 километри, грото од луѓе што се малку активно ќе кажат можам би истрчам. Па ќе му кажеш ќе извозам, треба да извозиш 20 километри точак, ако некој вози за до работа ќе каже не е проблем, ќе извозам. Ама кога ќе му кажеш дека треба да исплива 750 метри, малку далеко се гледа. Да. Посебно кога е отворена вода, кај што не знам првата боба е на 200 метри од ја гледате, тоа уште повеќе, дали ќе стигнам, па чекај ќе ми се слоши, па како ќе се вратам. Значи пливањето некако кога ќе ме праша некој како да почнем со триатлон, му викам почни да пливаш. Сум видел многу разочарувања, недоволно спремен на пливање, други дисциплини ги владее, ќе тргне и некај на пола, да кажеме до првата боба ќе дое Чаменски го собере некој па го враќа назад, па овој разочаран, дошле сопруга, деца да го бодра, тој не може да заврши трката. Така да пливањето би рекол дека е некој секогаш почеток на триатлонот. Без разлика дали е тоа најмало дете или е некој возрастен човек како го сватил како некој предизвик, тука е почетокот. Во досегашните надпреварувања, кој бил кај вас лично таков најтежок можеби момент со кој што сте морале да се изборите? Најмногу сум забележала коментариите за вода, за временски услови, за студ, за потешкоти телото да се навикне на таа ситуација. Сте имале ли такви случаи? Јас пошто се бавев со тоа што го викаат аеромен или долг триатлон, кај што трката трае страшно многу долго, значи 10 сати повеќе. Еден предизвик секогаш е тоа водата и во каква вода ќе влезете. Сум пливал во Данска на пол аеродроме на 12 степени вода. За тие што таму локалците скандинавците, тоа му е некоја регуларна температура. И ако влегов први не може влисо да ставам натре, пошто ми се грчеше, не може да дишам. Па само тоа што беше водата ладна. А тркава почнува. И за ти пливаш со главата горе, па чекаш, не знам, да се деси нешто, да се стоплиш некако. Така да, тоа е еден шок што треба да ти е тоа природна средина. Сега кога пливат, сега има под горица, најавуваат околу 18-19 степени вода, тоа е во ред. Или најчесто морски пливања се 20 до 22, тоа е убаво. И море е друго, гледате долу рибчиња. Али не е секогаш така. А од друга страна, ако лично на што сум се мачел најмногу, дефинитивно трчањето, пошто е последно и долго. Имав трка у Тексас, кај што беше 45 степени, кај што ако заснеш патиките се лепеа на асфалтот, и тоа кога го правите 20 км е стварно долго. Значи не поминува, значи 1 километар е вечност. И трае. Да, и таму за волја вистината пак на секој километар имаш и станица за вода, пошто знаеле дека луѓето ќе колабираат. Тешки услови. Да, и го памтам тоа дека имав капа и во капата е полнев со лед и во 1 километар не само што топеше ледот, капата се правеше како камен. Значи толку испаруваше целот. Секој долг триатлон и кој го прашате, тој секому е тешко на трчањето. Значи ти кога после 180 км кога почнеш да трчаш, не може да ти е лесно. Тоа е убавината во спортот што можеш да се тркаш во секаква средина, дали врне дожд, дали дува ветер, дали има бранови. Јас лани кога бев на Европски куп во Аланија, 3 дена поред беше сончево, преубаво времето, морето тепсија. Денот на трката торнадо, бранови огромни, ветер. Како што обично видува тоа. И на женската трка беше огромни бранови, одве исплива сите. И тоа е убавината, се навикнуваш во таква средина, се бориш. И така, тоа ми е мене предизвикот. Да. Споминуваш Европски куп, дали е тој куп каде што ти всушност се надпреваруваше со сениори и покрај тоа што си во категорија на јуниори? Зошто донесовте ваква одлука? Заради твојата подготвеност или чисто за да биде некаков поголем предизвик, не знам, за проверка за поголем предизвик, за мотивација, за да го искусам тоа целото каков е триатлонов надвор во светот, да видам што прават они, како они се подготвуваат. Значи собирање искуства плюс. Во секој случај позитивно за тебе на крајот. Така, уште една важна работа, Европска триатлон унија на млади надежни триатлонци. Ти си дел и што тоа подразбира? Според оно што го споделивте, имате шанса да работите со реномирани или стакнати веќе триатлонци. Како
тоа се одвива? Па има и кампови така со тие деца што одат Се на одбрани, такви да, надпревари. или заслужиле. Да, сега бевме во Пула во Хрватска на таков камп, имавме тестирање и собираш искуство, гледаш како работат светските тренери, бевме со еден тренер од Шпанија, работиме со нив и така. Правеа многу мерења што не ни се нас толку достапни, кои што се пава со специјална техника, под други протоколи и една стварно убаво искуство и можност да се направи онај чекор, да кажеме, плюс меѓу ова што е регионален триатлон и она што е светски триатлон. Има сепак разлики. Значи, за да се биде професионален во она што го работиш, да, потребни се и услови, поддршка и финанси, многу коцки да се склопат. Сепак, искрено, секоја чест сакам да ти кажам вака и јавно за начинот и љубовта со која што ти си ја работиш твојата работа. Знам дека многу сакаш знаењата да им ги пренесеш на децата. Прашањето следно ми е, постои ли некаков оптимум или правило кога би требало да се случи пикот во кариерата на еден триатлонец, на која возраст од прилика, затоа што сепак телото во одреден момент повеќе не може да го има едноставно перформансот како некогаш. Може би една од поубавите работи за триатлонот е баш она што кажавте, што пикот или некои надпреварувачки години е многу широк временски период, бидејќи се три спорта. И секој спорт созрева различно. Значи може да имате триатлонец кој може да даде максимум перформанс на 20 години, што е претежно ретко. Најчесто е покасно. Значи имате триатлонци што стануваат олимписки прваци на 28 на 30 години. Тоа е бидејќи самото пливање како пливање е многу рана специализација. Значи може да видите, не знам, Лана Пудар на 16 години од Босна стана европски првак. Да. Канаѓанка да сега на 16 години сруши светски првак. Таму е многу рано. Значи пошто најчесто спливање се почнува многу рано, 6-7 години. А пак од друга страна, трчањето како посебно долгото трчање како спорт сака да телото биде оформено, да може да издржи тренинзи, да може да издржи напор. Така да велосипедизмот исто, тој уште е покасен. Значи да оптеретите вие некое тело да може да извози 100 км на ден како тренинг, треба да има бар 17-18 години, да почне од такви тренинзи. Значи, кога ги сублимирате целото, може некој 24-25 години било перфектно, ама не значи. Може и на 22, може и на 20 да спремно телото, а може да го прави тоа дури до 40 години, збориме на многу висок левел. Што е убаво. Иако триатлонот како триатлон е, да кажеме, долг спорт, значи олимпискиот триатлон се меѓу, не знам, сат и 50 минути, 2 сати и 10 минути, значи тоа е како направен многу долг. Но сам по себе внатре и не е така долго. Значи, кога видите самото пливање 25 минути. Значи, вие се спремате за 25 минути, се спремате за 2 сати. Или самиот точак е 1 сат. Така да, тоа е убав видно што кажа Магдалена, триатлонот е многу променлив, многу несекојдневен и е сублиматот спортови, што му дава посебна комплексност. Имаме евиденција од прилика на која возраст се најмалите активни триатлонци, најмладите и највозрастните. Може да ги вклучиме и рекреативците. Знам дека познаваш многу луѓе кои се занимаваат со ова, но ајде оние кои редовно практикуваат. Значи, еве, ве поканувам да дојдете на 14-јашна трка, може би најмасовната мислиме дека трка се деца 1, деца 2. Тоа се дечиња до 10 години. До 10. Да, и тука е стварно масовно и по мене тие не многу живаат. Тие најубаво да ги гледаат. Се забавуваат. Да, кај нив нема притисок, нема таков можеби. И нема стратегија, не знае тоа трга и готово. Искрено, да, all in. искрено до крај. Да, добро. 14 мај е датумот на вашата трка. Има ли се уште слободни места? Ме радува што го зголемивте лимитот на учесници. Сакали или не, интерес има, тоа е позитивно. Меѓутоа, што ќе биде различно во споредба со минатата година? Има ли нешто што е редно да го знаат сите оние кои ќе дојдат дента таму? Без разлика дали како учесници или како поддршка, нели? Значи, она што кажавте, лани лимитот беше 200 луѓе и се наполни трката, па немаше 2 недели. И решив моја година 250, ставивме плюс старт. Лани почнуваше од 9, сега ќе почнеме 8:30, може и порано, за да имаме плюс уште еден старт. Денеска се затвора трката, бројот е пополнет. Пополнето е. На жалост или на среќа, не знам како да го кажам ова. Веројатно е на среќа, пошто регионално веројатно и најмасовниот триатлон. Не сум видел некаде над 200 луѓе да учествуваат на триатлон. Зборам Бугарија, Србија, Хрватска, кај нас е дефинитивно најмасовниот.
Не знам, треба да копаме езеро, веројатно за За на таму, воиднина. да, или до година што размислувавме да биде во 2 дена, сабота и недела, за да може да, пошто реално мислам дека може дори 500 луѓе собере трката. Да, интересот како расте и луѓето и деца, се повеќе луѓе од странство, да, значи имаме преку 100 гости што мора да им обезбедиш да дојдат ако сакаат. Дали имаш поголема трема, ако е соодветно се каже, или стрес, кога ги гледаш твоите ученици како се надпреваруваат, или постресно ти било кога сам? Апсолутно повеќе со децата. Значи Со тоа децата? да. Нема споредба. Има, не знам, Трогир пред 2 години учествував и јас и децава, одвај чека да почне мојава трка да сум Порелаксиран. да, за мене само да не ги гледам нив. Пошто не знам, еве ние на Хрватска лига имаме по 14-15 деца. Секој ден треба да го испратиш, дали се наместило како треба, дали трнал, дали утрема, дали со главата тука, Па дали нешто има ако му се гелови, случи, дали има вода, да. Па искочил ли на време од вода, па тоа е, мислам дека еден ден на тркање на кога сме сиве деца ми е 3 години. Исцрпувачки. Не поминува, значи. Најчесто и родителиве кога ќе дојат да гледаат триатлон, некој, им сум благодарен за тоа стварно, најмногу се грижат околу мене. Аха. Дали си јадел, дали сакаш нешто вода. Па те гледаат, те гледаат што се правиш и тоа така сум што. баш благодарен, еве јавно им зблагодарам сите родители у клубот што стварно имаат едно Даваат поддршка. да, поддршка, разбирање, не знам како да кажам тоа, подкрепа некоја пред све. Магдалена, бидејќи го споменуваме постојано Ајрон надпреварувањето, стои ли како предизвик за тоа што во иднина сакаш да го направиш или не се гледаш себе си на толку, не знам, испоштувачки Јас искрено надпревари? не се гледам себе си на таква дисциплина, ама би било предизвик да завршаме на таква трка. Би била горда ако завршам таква трка. Целосен Ironman. Данчо, ти колку такви трки заврши? Јас завршив 3 големи Ironmana и мислам околу 20 на помали полу Iron, значи дека. Добро, и што вели искуството? Дека е тешко ни е јасно. Меѓутоа, што тоа значеше за тебе, за твојот концепт на функционирање генерално, не само како спортист? Да бидам искрен, кога некој аматер, или јас кога слушнав прв пат дека има луѓе кои пливаат 3,8 км, возат 180 км точак, па после тоа трчат 42 км, ми изгледаше како Неверојатно. да, не е човек тој, нема како тоа са ти 180 точак, ајде 38 ќе ги испливам некако. И са 180 км точак без застанување и застануваш од точка кога се трчаш цел маратон 42 км, знаеш. Кој е лудило во целото. Али реално кога го правите тоа доволно долго, во распон од 3, 4, 5 години и не изгледа тоа толку невозможно или толку, не знам, како да се направи нешто кој знае што. На некој што го прави тој секојдневно, може и тој досрал не му изгледа толку големо, веќе кога сте во тоа, па сега дај 1 сат побрзо, дај 5 минути побрзо, дај ако сум пливал, не знам, сат и 5 минути да испливам, саат. Веќе се борите со минутите, ако го гледате целото, збориме за 9-10 сати трка, 11 сати трка, 12 сати трка, зависи од условите кај сте и шо сте. Така да, и тоа е, пак ќе кажам, како и оние луѓе што трчаат секој ден скопски маратон. Да. Или полумаратон, истрчал 2 сати 5 минути, сака да скрши 2 сати. Може би тоа не е некој досрел во трчачкиот свет, но за некој обичен човек што седи у кауч и гледа телевизија цел ден, 20 км истрча е страшно многу. Све се сведува на тоа колку сакаш да инвестираш у себе си, дисциплината што сакаш да ставиш и тренингот. За таква трка стварно треба 20 до 25 сати неделен тренинг. Треба да го најдеш времето, треба да глава да ставиш у тоа, сила, енергија, да. Добро, затоа и тако да, затоа се вика Ironman, да. Мислам, Ironman. она, пак ќе кажам, првата трка која завршив, не знам, сега што еден познат спикер што на големите трки го вика секогаш да ги кажува, тој ти си Ironman. Јас имав среќа да бидам дел од таа трка што тој беше спикер. И она влегуваш на целта и онај кој збори Данчо, you're an Ironman. И стварно сосеќаш како да си направил нешто страшно големо. На крајот од денот Да, и веројатно си направил. направил. Или ама во самиот процес мислам дека кога го прешеш од толку долго ти чекаш да дојде трка да ја заврши целото. Веќе ти е и доволно од тренинзи, доволно од време, доволно од кажување, си кажеш дај да дојде трка еднаш да завршиме со ова. Да го заокружам. Да, процесот да знаеш дека бил готов. Али е
тој момент кога ќе помниш селта, кога ќе се свртиш назад, луѓето околу, нешто многу од нив плачат, многу се истоштени, многу чекаат некој да ги дигнат. Значи, пак збориме за 11 сати напорна работа. Така да е дострел некој. Дострел во секој случај, престиж, затоа и си таа си има титула таков статус во светот на спортските надпреварувања. Добро, пред да уште еднаш ги поканиме нашите гледачи да бидат дел од нашиот голем и убав триатлон, она што за крај сакам да ми кажете, какви се вашите планови за до крајот на сезоната? Имате ли други од сега зацртани важни надпреварувања? И еве да не ги забораваме, Данчо, и другите ваши членови. Знам дека има уште неколкумина кои се истакнати и редовно нивните имиња ги читам дека постигнуваат нови успеси, така што ајде сето тоа некако да го заокружиме заедно. Значи прво идните надпревари. Мене ми е битно Хрватска лига. Сакам секоја трка сум топ 3. Исто така имам Европско првенство акватлон крај на август. Тоа ми е најбитно, а тоа ми е омилена трка бидејќи нема велосипед и многу сум сакала да се тркам на Европско првенство. И уште една многу битна трка која е исто дел од таа кај што бев на камп во Пула, е на 8 октомври во Цеута во Шпанија. Тоа е европски куп, исто како во Аланија, помеѓу сеньори. Значи има. Да. Има зашто да се подготвуваш, има нови предизвици секогаш. И балканското нормално, сакам сега топ 4 или топ 3. Да, конечно да се исполни тоа што одамна го посакуваме. Добро. Како за клубот, како што кажавме, секоја година, ова трета година првит кој учествуваме во Хрватската лига, тоа ни е некоја лига кај што можеме да се измериме некако до кај сме, што сме. Секогаш е гордост таму кога ќе се качи некој од нашите членови на подиум, е некоја сатисфакција на сработеното. Оваа година ќе учествуваме и на државното првенство во Србија, у Панчево и на државното првенство во Бугарија. Некој регионално, но на највисоките надпреварувања нивни. Убави надпреварувања се сите три. Хрватската лига може да е најмасовна ради што доаѓаат од Словенија, блиско име, но во сите држави има по неколку добри триатлонци со кои е убаво да видиш до кај си према нив, колку сме работеле тие, колку сме работеле ние. Нема да истакнувам имиња на деца, сакам да кажам моментално мојот личен фокус, освен Магдалена е како наш најнадежен, веќе оформен триатлонец, ми се таа генерација кадети, односно родени 2009-2010, таа потенцијално и за кандидат за Младинската олимпијада во 2026 година и таа е некако убаво масовна и се на некој убав левел, па од нив и очекувам можда најмногу. Сега ќе видиме како ќе морам да кажам да ги пофалам дека стварно ставија многу од себе, многу тренира зимава. Сум горд на нивната посветеност, пак се тоа деца кои влагат у пубертет, малку годините се климави, но се фокусирани, се одани према спортот, се дисциплинирани. Така да очекувам од нив дека ќе го правдаат целиот тој тренинг пред себе и пред родителите, а после пред мене. Јас ви посакувам многу успеси и ви посакувам успешен настан, убав триатлон на кој што и учесниците пред се ќе уживаат и ќе имаат еден фер и убав надпревар, а и ќе има посетители кои ќе дадат поддршка. Фала уште еднаш на поканата. Ви благодарам многу, уште еднаш ги потсетувам сите оние кои што не следат. 14 мај е датумот кога на Скопје ќе му се случи одново големиот и убав триатлон. Сите вие можете да бидете таму уште од утринските часови. Спортски центар Борис Трајковски е местото каде што сето тоа се одржува, а Trio G Racing заедно со нашата триатлон федерација на Македонија се оние кои што сето ова го организираат за нас и за учесниците. Освен ова, ве канам и ве потсетувам и следната недела во 16:15 часот да бидете со нас на телевизија Телма. Довидување.